споменав совети од психолог, редовна рубрика секој вторник во Македонија на утро. Ова утро на интересна тема која што ги засега родителите и за која што сметам дека треба да разговараме гласно. Кога станува збор за тинејџерите, ова е еден од најголемите проблеми и на родителите, но и на наставниците. Во кој период би требало да се воспостават граници и да се нагласи кој и што е авторитет? Тема на разговор со психологот Сонја Угриновска. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, поздрав до вас и до вашите гледачи, благодарам на поканата. Имаме интересна тема за разговор, за кој што има многу што да се каже. Меѓу другото, па и првото прашање нека биде и своевиден вовед во темата. Апсолутно секој родител е воспитувач на своето дете, но за да го прави тоа правилно, треба да има и авторитет, но поимот авторитет се чини дека низ годиниве многу често се злоупотребува, како на пример се смета дека родителите кои што се авторитативни се родители кои што успеале да наметнат страв кај детето. Точно, поимот авторитет некако треба да го разграничиме од авторитарниот стил на родителство, бидејќи има разлика меѓу авторитарен стил на родителство и авторитетен. Тука тие се слични значимињата, но носи разлика самиот стил на родителство. И сега може да појасниме што значи едниот тип на едниот стил на родителство, а што значи другиот. При авторитарен стил на родителство има строго почитување на казни, еднонасочна претежно комуникација, поставени граници, но тие граници се многу ригидни. Нема многу место за компромиси, нема многу место за договарање. Потоа, тоа е еднонасочно спроведување на моќта на родителот, спроведување на претежно казни, ако не се почитуваат правилата, и не добар одговор, односно не добра реакција на емоциите на децата, не промовирање на слобода и игра, односно активност. Тука родителите на некој начин мислат дека имаат авторитет, но всушност се работи за страв кај деца. Од друга страна, други родители, за да го избегнат тоа, прибегнуваат кон сосема попуслив стил на родителство, каде што се исполнуваат желбите на децата, нема поставени граници, малку се води сметка за дисциплинирање и за воведување во вештини, насочување, значи да детето е оставено повеќе со слободна волја само да одлучува и се поставуваат кон него со некој пријателски однос, другарски однос, тука нема авторитет. Значи, авторитет може да постават оние родители кои што се негде балансираат и воведуваат, значи, правила, граници, се многу доследни до исполнувањето на границите, но сепак ја почитуваат детската личност и правилно одговараат на сите развојни задачи, кои што се потребни за да се разрешат во текот на еден развоен период. Имаме и убави видео материјали и режија ве молам доколку се подготвени да одат во текот на разговорот. Многу често во едно семејство постои еден родител кој што е поавторитативен од другиот и многу често едниот се повикува на другиот, мајката на таткото или пак обратно. Оно што ме интересира, треба ли да има ваква поделба на авторитетите во семејството и нели детето треба подеднакво да ги почитува и двајцата? Да, е случај и би требало да има почит кон двајцата. Тоа би било идеално. Но многу често едниот родител е понеумешен во тоа да спроведе некој правила и да биде доследен во дисциплинирањето, или па е попрезаштитнички насочен спрема детето, може и тоа да биде случај, или едноставно во потребата за моќ го побарува, односно побарува помош од партнерот за да спроведат некои одлуки. Важно е, ако се договараат, тогаш е добро, може и едниот да ја соопшти нели одлуката или правилото, но да бидат заеднички договорени и согласни околу тоа. Ова треба да се реши на подолг рок, бидејќи ако отсуствува родителот, кој што има авторитет, а другиот е тука,
тогаш секако може тоа да го искористи ова дете и да се однесува, значи, неприлагодено и да создаде проблеми кај самиот родител. Треба да разговараат двајцата родители. Значи, од искуството може да научат. Да своето искуство да го споделат и на некој начин да учат преку другиот партнер, затоа што тоа се учи и двајцата не се умешни. Родителството е задача која што мора да ја учат и да споделуваат меѓу себе. И споминавме уште на почетокот на разговорот, многу често авторитетот се врзува со послушноста на децата, но нели е целта децата правилно да се научат и правилно да се воспитаат, а не да се научат да бидат послушни? Точно. Затоа при добро родителство, сега не сакам да го наведам поимот добро, затоа што сите родители се трудат и никој не е совршен. Меѓутоа, тука постои време за игра, време за хоби, време за активност. Време детето кога може да учи по обиди и грешки. Учи по модел на учи и по пат на обид и грешки. Значи, според развојниот период, доколку добро се знае, според возраста, според развојните можности, детето ќе ги научи вештините доколку има слобода и да експериментира. Значи, тотална послушност не е возможна и не може да очекуваме од едно дете да биде секогаш послушно, бидејќи во текот на неговиот развој тоа учи. Дозволено е да експериментира, да тестира граници, но ете, кога ќе дојде ситуација да се јави, значи, проблем во однесувањето, тогаш границите треба јасно да се постават. Често родителите сметаат дека авторитет се воспоставува и по пат на казни. Колку овој метод е делотворен? Тоа е дискутабилна тема, значи многу повеќе се промовира тоа дека не треба да се користат казни. Јас би рекла дека е дисциплинска мерка, нели, учењето се одвива и со награди и казни, како и со условувања. Многу треба да се внимава. Зошто? Да не се казнува личноста. Секогаш тоа да биде прилагодено на развојот на една личност на дете. Да предстои пред казнувањето секогаш и само секогаш едукација и социализација. Значи, педагошки мерки на едукација. И кога ги споминавте овие педагошки мерки, авторитет, велите, се воспоставува со, меѓу другото, правила на однесување, кои се предизвик за децата, но многу често пак ние, родителите, по линија на помал отпор, попуштаме. Па потоа ни пречи. Да. Прави проблеми. Ете, навистина тоа е многу честа ситуација. Тука секако ние сме емотивни суштества, значи и родителите по линија на помал отпор, односно по тоа да си дозволат безбедни емоции со нивното дете, да има безбедна средина или мир во семејството, одлучуваат да попуштат. Тоа е... И многу често имат проблем родителите со така наречениот лажан авторитет, односно додека децата се послушни, родителите спокојно живеат, но тоа е краткотрајно. Веројатно првите проблеми со детето се појавуваат во моментот кога ќе проба да се вклучи во системот. Еве ќе започнеме со градинката или основното образование и почитувањето на авторитети во тие институции. Да. Се среќавам со многу родители кои што ги запишуваат нивните дечиња уште најмала возраст во градинка. И тоа го прават со една од причините е за да се социализираат нивните деца. И тоа се покажува успешно. Патот на социализација, значи, се одвива и дома, и во градинка, и во училиште. Се јавува проблем кога прв пат се сретнува, нели нормално условите се различни на кои што треба да се прилагоди, средински, различни карактери и така натаму, со кои се сретнува детето и треба да се прилагодува и да учи да се акомодира. Еден од факторите тука како причина е тоа што промовирањето и воспитувањето треба да се проширува и на другите општествени вредности, не само на семејните вредности.
освен тоа, родителот е модел. Значи, родителот треба да покаже затоа што детето го гледа, го чувствува тоа. Ако не го разбира доволно, го чувствува и емотивно, и интуитивно, значи пораките ги прима. Како тој родител се однесува и дали почитува авторитети, дали се почитува други луѓе, дали има социјални вредности и пошироки општествени хумани вредности. Како се однесува со други деца, тука има и ситуација дали детето е само или има други брат или сестра, значи што се случува во тоа семејство е многу битен фактор. И во адолесценцијата се чини проблемите стануваат многу посложени и добивањето почит станува суштинско. Ова е период од животот на децата во кои родителите повеќе од било кога треба да поставуваат граници. Да, повеќе од било кога, но тоа е и најголем предизвик тогаш. Со што се соочува периодот на адолесценција, една голема тема интересна за нас психолозите и општо, и родителите тука чувствуваат дистанца од адолесцентите. Значи, и тука е потребно пред се тоа повраќање на авторитетот, односно зајакнување на авторитетот, да се случува со објаснување на што следи, значи што представува една адолесцентна фаза. Значи на детето или на тинеџерот треба да му се објасни што представува адолесценцијата. Тоа прво. Адолесценција како адолесценција значи експериментирање, барање на докази, низ дебати и така натаму, барање на свој авторитет за на таков начин да се изгради својот идентитет, односно да се постават некои правила кои што се поразлични од семејните правила. Значи, тука важат правилата на групата, многу повеќе. Адолесцентите тука се многу сугестибилни, може да потпаднат под влијание на групата и така натаму. И баш тука тој лажниот авторитет може да биде доведен до прашање. Значи, до тогаш имале некој вид на авторитет и кога ќе се јави овој предизвик, значи, овие потешкоти со развојот на адолесцентот, тука лажниот авторитет отпаѓа. Оние кои што имаат вистински авторитет успеваат некако да се изборат, но и да не успеат, значи ги охрабрувам, нека побараат стручна помош за да се надмине. Споменавте во текот на разговорот дека семејната клетка е најважна и се излегува од тука, но дека и системот, онаму каде што детето се вклучува, треба да се прилагоди и подготви да се справи со истото. Професорскиот авторитет е исто така нешто за што сериозно се дискутира, бидејќи барем последниве години многу од професорите едва излегуваат на крај со децата и вината ја посочуваат во родителите, што секако држи вода, особено кога станува збор за, еве да речеме, голем број на тинеџери кои што во тој период од животот многу специфично и различно се однесуваат. Како професорите да се справат со децата, со своите ученици? Професорите треба да учат секојдневно и да бидат многу толерантни. Нивниот пристап треба да биде индивидуален, но и да има транспарентна комуникација со родителите и со семејството на тоа дете. Да бидат свесни за тоа какви услови има за развој тоа дете. Значи средински, психолошки, социјални услови и така натаму. Добро да ги познаваат развојните периоди и дали тоа дете има некој развојен проблем или развојно нарушување. Значи едукацијата на професорите и наставниците е многу важна за едукацијата за психолошкиот развој, бидејќи многу често не само со авторитет. Има тинеџери кои што имаат проблем, поголем проблем и во поведението, проблем со другите конфликти, проблем со групата, изразување на гнев, лутина и така натаму. Како системот правилно да се справи во овие моменти со ситуацијата?
Тука може... А да не биде повредено и детето, бидејќи сепак треба да се мисли на неговото психофизичко здравје. И тука, пред да се спроведат дисциплински мерки, значи потребно е едукација, педагошка едукација и секогаш да се консултираат, односно навремено да го консултираат психологот и социологот во училиштето. За тоа колку е важен родителскиот авторитет, говори и податокот дека растењето на децата без родителски авторитет прави личности со недоволна самодоверба. Вистинит ли е овој податок? Може би има тука некоја вистина, затоа што учењето на авторитет, односно воспитување со авторитет, дава слика кај детето дека неговиот родител е сигурен во себе, има свое јас, знае да го заштити, знае да му помогне, да го насочи и правилно да му пружа се што треба за правилен развој, за да може да ги стекне сите вештини, како да се снајде во различни ситуации, да му биде опростено и така натаму и да биде охрабрено тоа дете. Самата сигурност која што родителите ја одаваат, значи тој впечаток прави детето да се почувствува сигурно во себе и кога ќе излезе во надворешниот свет да знае дека може да биде свој. Мора родителите да размислуваат малку подалеку сеќно. Значи, самото воспитување не би било тоа, ако родителот не размислува за понатаму во каква личност би сакал тој неговото дете да израсте. И за да заклучиме, како да почит без казни, односно, кој е бенефитот на долг рок доколку едно дете знае да почитува авторитети? Бенефитот е секако општи хумани вредности, почитување и на средината, почитување и на другите луѓе и градење на личноста во еден оптимален развој. Тоа би донесло и добри семејни вредности, добро семејно функционирање и добро општествено функционирање. И како да ова состојба без казни? И со казни и без казни, бидејќи казните умерено се користат. Добре. Тоа не треба да биде физичко казнување, навредување, игнорирање кое што не ги вклучува детските потреби и така натаму. Треба да одговараат казните како дисциплински мерки на однесувањето на личноста, да нема на однесувањето на детето, да нема понижување на детската личност. Многу е тешко, бидејќи родители пробале на секој начин, но не успеваат во тоа и им е многу тешко. Ако тоа трае подолго време, значи со месеци, ако не се функционира во домот, ако е невозможно и представува проблем и за детето, и за неговите браќа, сестри, и за родителите, придружено е со агресивно однесување, непослушност, пркосно однесување, конфликти, избегнување на одговорност, сето тоа може да упатува и на поголем проблем, значи нарушување во поведението на личноста, кое што треба да се истражи. Овие родители треба да навремено да побараат помош или од психолог или од лекар и така натаму. Јас мислам дека изминативе 20 минути советите кои што им ги дадовме на гледачите се добре дојдени и се надевам дека еве ние како родители ќе ги примениме. Сонја, благодарам за гостувањето во Македонија. Ви благодарам и на вас.